Вакциналниот одзив во Штип е поголем од државниот просек, изјави за телевизија Стар доктор Дијана Коцева-Миланова, раководител на службата за вакцинација при здравствениот дом во Штип. Според последниот извештај, опатот со ММР вакцината за прва доза е 84,3%, а за втора доза 94,4%, што е сепак над националниот просек. Оваа задолжителна превентивна мерка е исклучително важна за заштита од повеќе болести, меѓу кои и многу опасниот пертусис, односно меѓународот познат како магарешка кашлица, која е присутна во некои балкански земји. Се јавуваат напади на кашлица, кои што се доста сериозни и кои што се почесто изразени ноќе. При овие напади на кашлица може да резултираат и на крајот со повраќање. Овие напади на кашлица се може да доведат и до инспираторен стрирот или заидување кај малите деца. Болеста е постепено на опрвувањето настанува, при што овие напади на кашлица може да траат и подолго време, па дури до неколку недели. Може да настанат и компликации, при што најмногу изложени на компликација од оваа болест се малите деца, односно дојнчињата под 6-месечна возраст, каде што овие компликации може да бидат сериозни и животно загрозувачки. Превентивната заштита од оваа болест се сведува на следното. Самата вакцина создава да ова болест остане под контрола, да не се дозволи ширење и да не ги нападне и оние најосетливите популација, тоа се пред се малите деца. Посебно осетливи и може самата болест да се појави и кај децата по 2-месечна возраст, кога оди со многу тешки компликации, е доста животно загрозувачка. Затоа е многу битно да се следи и да се имунизираат децата навремено и редовно, како согласно календарот за имунизација, за да ја превенираме појавата и епидемиското ширење на оваа болест. Доктор Коцева-Миланова потенцира дека во ниту еден случај родителите не смеат да подлегнат на антиваксерска пропаганда. Апелирам родителите максимално одговорно да се однесуваат кон здравјето на своите деца. Доколку имаат било каква дилема околу вакцинацијата, да бараат веродостојни информации кои се научно потврдени или да дојдат во нашата служба за имунизација да побараат разговор со доктор кој е најмеродавен да ги обезбеди веродостојните информации.